кога имам соодветен соговорник, верам дека и ти секој пат сега имаш башибозок низ умот, од каде да почнете, со оглед на тоа дека вистина човек кој што и доаѓа некако од сферата на маркетингот, на медиумот, особено нели пред 4 години и на челното место на скијачката федерација на Македонија, утрово те најавивме. Знам дека ова го направи во име на потребите на Утринска антена, ќе ти заблагодариме што утрово сепак стана дејан за гледачите и за нас генерално. Вистина сакаме кога сме и ние домаќини да ни се отворат чакрите што се вели и за вакви спортови и за вакви теми, затоа што еве сега зад камери ни избориш некои работи кои што се за нас некаква енигма, инкогнито, ама човек кој што се бави со толку години, така што ќе ти кажеме само благодарност и добро дојде во Утринската антена. Добро утро и благодарам на поканата, особено ми е често сум гостин кај вас, бидејќи се познаваме со години. Се познаваме, така. И за прв пат сум тука. Да, ма и публиката те познава како човек кој што вистина во биографијата и твојот курикулум е исполнет со многу убави животни предизвици, затоа што практично цел живот го посвети на скијањето, развојот на зимските спортови во случајот нели заедно со Федерацијата во Македонија, олимписки скијач, еве денес и претседател, како што кажавме, на челното место. Ние со Ели, со оглед на тоа дека е оваа дама која што исто така припаѓа и во твојот свет, нели во светот на маркетингот, па утрово се јави бидејќи таа вчера се врати од Милано, па така што сподели некои искуства како таа ги доживеа и од аспект на организацијски, можеби логистички, нели она што се понуди можеби нели овие денови до крајот на месецов, тоа и ќе те прашаме како тебе ти делува целата оваа организација, барем во оваа 2026 година со оглед на тоа дека технологијата и дигитализацијата не ти се нешто непознато нели на теренот кој што работите со Вертиго. Ќе говориме и за тоа, ќе збориме вистина дека Македонија за прв пат е со рекорден број на учесници на годишните зимски олимписки игри, за Мавровски меморијал, за Алпски куп, сноуборд на преварите, така што убава ни е некако сезоната. Македонија некако ни активна, можеби можем да кажам оваа календарска сезона. Па да, Македонија не е многу активна, не само оваа календарска, него изминачиве 4 години. Значи, стварно се случија многу работи во изминатите 4 години. Го забори Шчерпланинскиот куп, го вратиме после 12 години, Алпскиот куп за деца, сноуборд фрирайд, сноуборд Алпайн, Мавровски меморијал. Стварно имаме 4 олимпици. Да. И најверојатно тоа не е уште официјално, ќе имаме за прв пат во историјата, ќе видиме овие наредните денови, ќе имаме на зимската пара олимпијада прв пат учесник. Да, многу сме близко. Да, близко, да, ќе знаеме во наредните неколку дена. Ако тоа се случи, стварно ќе биде. Тогаш ќе биде празник. Знаеш како интересно дека во твојот мандат додека си на челната функција тука на скијачката федерација ти се случува и зимските олимписки игри, така што некако имаш прилика да ги вкусиш од секој аспект, нели, и овој пат со оглед на тоа дека го правите со националната телевизија, нели, тој пренос велиш дека вистина правиме преседан и во естетиката на пренесувањето, а мајде вака ќе те прашаме. Како ги оценуваш барем засега домакините за овие зимски олимписки игри? Вистина нови имиња, можеме да кажеме дека доминираат и се така некако фини протагонисти во целава приказна. Меѓутоа како ги оценуваш како гледач? Јас како гледач ги оценувам како можем да кажем најдобрите зимски олимписки игри до сега. Дека се употребија технологии нови, значи преносите се најинтересни до сега. Се употребија дронови, значи се исполнито FPV дронови, значи дојдовме перспективи. За прв пат? За прв пат, да, дојдовме перспективи и агли кои што до сега сме ги немале никогаш. Значи дојдовме огромен број на перспективи на камери, значи преносите се права со, можем да кажам, може и дупло поголем број на камери, имаме технологија, имаме мерачи на брзина, на скокови, на сите можни перформанси на самите атлети. Така да ја можем да кажем дека оваа зимска олимпијада ја следам најмногу од претходните. Така да а кога сме кај вештачката интелигенција, колку ја гледаш и е присутна некако можеби за брзо генерирање на податоци, некакви, не знам, да, сигурно е присутна, значи присутна е поготово ако сте гледали оние перспективи каде што користат повеќе камери, например во беше уметничко лизгање, кога ги имаме ние скокови, кога се паузираат одредени скокови, значи тоа целото може да се изгенерира, значи ти ги гледате, тоа се мислам дека се отприлика 100 камери се поставени таму, тоа се генерира со вештачка интелигенција. Се користат уметничко на мислам дека се на сноуборд скокови, на могул скокови. И сакам да ми кажеш 100 поставени камери, точно
која знаеме камера дека тоа е тоа вистинскиот момент што ќе се прикаже во етерот. Да, значи 100 камери кои што генерираат да кажам фотографии и видео, го паузираат целиот момент и мислам дека тоа е најава бидејќи веќе се развива технологија каде што во иднина претпоставувам дека ќе биде за наследната олимпијада. Значи, каде што ќе може вие да следите олимпијадата од која го сакате со помош на веќешка интелигенција. Тоа е систем кој ќе се поставуваат камери околу целите стадиони, за да вие може да изберете од точно која го сакате да следите олимпијадата. Тоа се користеше во бейсбол, мислам сега неколку месеци. Се надам дека ќе го имплементираат и во скијањето во следниот период. Секој поглед или аспект уживаш. Јас уживам, Што се случува во Италија, но ајде ќе се навратиме на нашата делегација или на нашиот тим. Овој пат имаме или оваа година велиме рекорден број, тоа се 4 олимпици. Имавме во студија дел од нив. Да, имавме можност да ги испратиме тука пред да заминат нели во Милано. Како ги оценуваш настапите нивни досега со оглед на тоа што и ти своевремено имаше можност да бидеш дел од олимпискиот процес и знаеш колкав голем притисок е самото тоа учество, нели, таму, целиот тој амбиент, кога знаеш дека светот е буквално фокусиран тие денови. А ти треба да го стопираш тој момент и да го направиш најдоброто искуство. Како е од професионална гледна точка, од спортска, ќе ги прокоментираме Дејан настапите на нашите олимпици досега. Вие настапите на нашите олимпици доста не представија нашата земја. Значи, ги потврдија своите резултати. Искрено, значи, очекував да имаат малце подобри настапи. Значи, ја разговарав со сите околу нивните настапи, но сепак морам да кажам, скијањето е многу специфичен спорт. Затоа што најмала грешка, вие тренирате цел живот. Да. Значи, најмала грешка може да изледате од самата патека, како што се случи вчера со Јана и да немате настап, да кажеме, финиш. И тоа е многу голем притисок. Значи, ние правиме све во изминативе години, учествуваат на светски купови, светски првенства, али притисокот од олимпијадата е стварно голем. Така да ние работиме секоја олимпијада све повеќе, ние ги подобруваме тие резултати што ги имаме они претходно, али многу е тешко и ние не може да очекуваме дека во овие услови кои што ги имаат македонските скијачи во нашата земја. Значи ние сме планинска земја, ќе кажат дека имаме ние не знам колку планини центри, ние реално немаме ни еден ски центар во моментот каде што може да имаат тренинг. Значи, они може да имаат тренинг, ние збориме за детско скијање. За професионално скијање, ние во Македонија немаме услови. Така да настапот на македонските стварно учесници, јас сум горд над нивниот настап, они доста ја представија, може да скијат подобро сите. Ќе видиме Јана како ќе настапи на слаломската трка, бидејќи тоа е за утре. Тоа е и последната всушност. Да. Последното надпреварување на настап. Последниот настап на Јана дисциплината е слалом, така да очекувам од незе да го отскија своето најдобро. Да не забораваме, значи Јана е 19 години, значи една од најмладите учеснички и она сигурно има голем притисок, има учествува на светски купи и на светски првенства, ама 19 години стварно е тешко вие да се борите против Михела Шифрин. Така да пред 50 камери на целиот тој настан притисокот е стварно голем. Иначе Јана е стварно талентирана скијачка, она и нејзиниот тренер прават огромна жртва. И затоа што они се повеќе, они беа гости кај вас, мислам, разговаравте целиот свој живот, значи целото своето детство и младост го има посветено на ова, да. И македонската јавност и медиумите стварно треба да го ценат тоа. Бидејќи жртвата е огромна. А дали сметаш дали доволно го цениме или не го цениме, затоа што ние како народ кога имаме спортски подвизи, особено кога имаме нели успеси, ќе се сплотиме, ама кога еден мал неуспех или некоја сопка, знаеме да бидеме многу груби во го присвојаш како некое лично разочарување и веројатно не може устата да не каже нешто. А од друга страна, нели притисокот што велиме сам по себе е огромен, па таква негативна ситуација тука не ни треба, но еве како го коментираш тој момент, бидејќи пак ќе споменам, си бил и на терен и знаеш, нели? Вие ја како ќе го искоментирам од моје лично искуство. Јас бев првиот македонец кој што се качи на подиум на Чарпалнискиот куп, најстарата спортска манифестација. Да, кај нас. Изјавата вечерта во, не знам се кој медиум беше Пановски него освои Чарпалнискиот куп. И тебе тоа како да те... Не, тоа те разочарува. Значи те разочарува. Притисокот врз тие такмичари е стварно голем. Не ги цениме доволно. Бидејќи луѓето најде сега седите вие дома, гледате телевизија, утросете и падна и се смееме. А не може надвор да истрчаме 100 метри. Нешто го кажа, 19 години цела жртва семејна приказна, фокусирана за да се направи резултатот кој што го гледаме сега на Јана.
ние не можеме да го минимизираме. Јана многу убаво се скијаш. Јана вчера стварно убаво се скијаш. Кога видите линијата карвинго се скијаш убаво. Ама мене ако ме прашувате се сеќаш една несигурност и страф од целиот настап. Вчерашната трка беше исклучително опасна и брза. Вака на телевизија изгледаше лесно, ама беше според мене најбрзиот велеслалом оваа година. Вие првите 20 беа во една секунда. Мислам дека така беше. Второ место, трето делеа 3 во првото возење. Така да притисокот си го прави своето, така. Јана се скијаше убаво, Мирко се скијаше, не Мирко, Виктор се скијаше убаво исто, да. Естетски беа, Јана се скијаше многу. И те кажам, на Јана дисциплината е слалом. Јана тренираше слалом оваа година 90% од времето. Така да од нејзе очекуваме одличен настап во слалом. Ама пак ќе кажам, зависи од временските услови, зависи од снегот, од скиите, од денот, како се чувствува, така да има многу фактори кои што влијаат на самиот резултат. Дали на времето кој ќе постигне, дали на пласманот. Имено со Цеца се прашувавме, ама некако ги потврдивме зад камери. Имаш прилика и ти, како што кажа во твојата биографија, да ги почувствуваш, нели, да ги доживеш што се вели, Нагано 98 година. Добро. И Солт Лейк Сити 2002. Претпоставам дека секој пат ти се случува една реминисценција на емоции. Сега разликата некогаш и сега е веројатно им различна, меѓутоа генерално манифестацијата како манифестација е таа. Нема тука. Да, така е. Во Нагано 98 ја бев млад многу, бев 18 години, бев во камп за талентирани спортисти, да. Тоа е камп кој што ги запознава и на култура и на самиот олимписки дух. Значи бев со нашата делегација 28 дена, уживав у Јапан и немав никаков притисок. Додека 2002 година више одговорноста е огромна. Ние таму бевме нордиски скијач, беше Јана Николовска, алпско скијање и јас. Јана се повреди и целиот притисок падна на мојот грб. Ја тоа го секогаш го објаснувам, сидиме некој си товар камен и најдеш камењата се пребација кај мене. Да. Така да притисокот е огромен. Ја ги разбирам овие надпреварувачи, целата јавност, поготово македонска, да е критична многу. Така да они се под огромен притисок, а сега одговорноста мојата е поголема него што имав тогаш. Тогаш бев имам чувство простна дигресија дека што велиш ти можеби еве Јан или било кој се инхибира некој пат да ги даде максимално капацитетите кои што ги знам, меѓутоа имам прилика дека овие 100 камери кои што се можеби велиш поставени, имаш уште мал милион камери тука со мобилни кои што некои мали киксови, мислам дека експлоатацијата е многу голема и притисокот на еден спортист. Па да, огромно. И да се исклучиш од тој цел свет на медиум и на публика е веројатно добра техника и метода треба. Добра техника, на тоа се работи цел живот. Значи тоа поготово во денешно време. Моје време беше другачие, немаше социјални мрежи, немаше толку медиуми. Од таа причина, да, што видиш ти Нагано и Солт Лейк Сити ти се само години неколку разлика, ама тогаш немаше ништо, немаше социјални, немаше мобилни телефони, значи притисокот беше помал. Сега притисокот, како што каже ти, право си, значи ти си сврден, не можеш да мрднеш никаде без некој да те сними. Значи секој твој кик се снимен, поготово киксовите снимен. Да, имам чувство дека како да чекаме некој тоа да го направи, отколку нели да се радуваш на успехот или да му аплаудираш, па дури на фијаското кое што некој пат ќе се случи на терен. Јас од моето искуство ти кажувам, тоа за жал е така во Македонија. Се радува повеќе на моите неуспеси него на успесите. За жал. Сега се менуваат работи, кога ќе отворите нашите социјални мрежи, може да видите позитивни коментари доста, ама ќе отворите и другите коментари кога ги видите како што коментираат луѓе што не се качеле на ски, не го разбираат спортот. Апсолутно не се бават ни со спорт, мислам играат малски фудбал, максимум што го напредува и баскет. Они ги критикуваат како да се експерт. Најдобрите експерти. Би сакала да прокоментираме две работи што ни проструија тука како теми. Годинава имаме некои новитети на зимските олимписки игри, имаме ски алпинизам за прв пат во програмата и според некои податоци имаме рекордно учество на жени. Па ајде малку околу новиот спорт кој што е застапен. Ски алпинизам. Па да, тоа е ски алпинизам, тоа е многу интересен спорт, имате карчување, да кажам, како турно скијање, се ставаат кожи на вашите скии, се трчате нагоре, значи тоа е исто екстремно тежок спорт и потоа ви се мери времето додека се качите горе, дека се спуштите доле. Во Македонија ние луѓе се бават, значи има мал процент на луѓе што се бават рекреативно,
професионално се Со уште ски немаме, алпинизмот, за ски алпинизам се надам дека во иднина ќе може да почне да се бавати професионално. Гледам таму многу потенцијал кај нордиските скијачи, бидејќи тие можат и да скијаат и да качуваат, така да гледам мислам интересно е тоа дека се нови спортови затоа што се популаризира самиот спорт. Турно скијање во светот е многу популарен спорт. Кај нас практикуваат попова шапка, значи има многу турно скијачи се бават со тоа, али пак ќе кажам професионално никој. Да, ако ова влегува веќе официјално како нова дисциплина на зимски олимписки игри, сметаш ли дека ние имаме потенцијал, напомена и ти, но да, еве дали може да се охрабрат луѓето да професионално се занимаваат или можеби тоа пак е нешто што треба да се прави од рана возраст, не може сега овие кои што веќе нешто практикуваат. И се чуда се случува, да. Али сепак за станеш врвен атлет, треба да почнеш од млада. Станува збор за прилично комплексна категорија ски алпинизмот? Па не би кажал. Ги гледав надпреварите имаат они као светски куп, тоа е релативно нов спорт. Не изгледа дека, мислам, не може да кажам дека не изгледа, а пак е тежок спорт, вие треба да се качите. Треба да искачиш планина да искачиш планина, да случиш планина, мислам, ние ќе се качиме на водно некаде и сите сме среќни, така ова треба да го правиш константно со некој брзо темпо. Ако XTF оваа година трките беше мислам спринт, нордиско трчање, тоа е неверојатно норвежаните како трчаат. Они трчаат као маратоне што трча на рамно, они трчаат нагоре на планина, да снег, да. Добро. Какви се овие велеслиди? А инаку тоа што го спомена Цеце, секаде беа, нели, во пресрет на годинешните зимски олимписки игри, секаде стоеше да речеме така како една тема наслов дека рекордно учество има на жени и нови дисциплини на зимските олимписки игри, така што веројатно и по тоа може да се прави дистинкција од минатите дека побогата стана програмата можеби за и гледачите. Па да, прв пат имаме ски скокови жени, што е многу интересно. Мислам дека и Лучи има санкање жени. Така да мене ме радува тоа. Значи стварно ме радува. Тешко е да се најдат професионални спортисти жени, поготово во скијањето, бидејќи е екстремно тежок спорт. Така да ме радува дека има нови спортови каде што учествуваат жени. Не успеа, за жал, можеби ти или некој од скијачката федерација да бидете на отворањето, можеби и таму со оглед на тоа дека имате и обврски тука? Па ја за жал, значи не успеав да отидам. Ја мене ми се случува и во Торино имав покана, не отидов. Имав обврски премногу тука и при тоа сакав да ги менаџирам, да кажам, тимовите што се таму. Значи ние моментално скијачи во Кортина, имаме во Предацу имавме и во Боримео, така да оваа олимпијада е малку чудна. Значи не се они стационирани на едно место. Тоа го коментира и дека малку инфраструктурно е доста потешко и да се стигне или 5 часа додека се пристигне од Милано до Кортина ако сакате, да, дека повеќе од 5 часа, да. И многу е чудно, например, сега Боримео нема олимписко село. Они се сместени Виктор Петков и неговиот терен во хотел. Значи нема олимписко село, они не може да го осетат баш тој олимписки дух како што го можат другите. Центарот е Милано. Кортина има олимписко село, али центарот пак кажам Милано. Додека јас кога во Солт Лейк Сити беше едно олимписко село, Нагано беше на олимписко село. И тогаш бацаше тој олимписки дух. Ти ако не грешам спомена дека се очекува за 7-8 години повторно Солт Лейк Сити да биде. Да, Солт Лейк Сити е 2034 мислам, така нешто да, Солт Лейк Сити. Тоа беше интересна олимпијада. Тоа беше интересна олимпијада, после се случи непосредно после нападот во Њујорк. Така беше. И беше малце као ризично, со многу контроли све, али имаше да кажем душа целото тоа. Значи бевме сместени на едно место, надпреварите беа блиску. Значи сабале тренираме, вечер идеме гледаме хокеј, бевме карлинг, беше тогаш прв пат као интересен спорт, така да уживавме стварно во олимпијада. Во се што се случува. А Дејан, вака сега кога си од дома или од Македонија и ги следиш олимписките игри, кои се спортовите во кои што најмногу уживаш? Па ја уживам во алпското скијање. Сепак уживам во алпското скијање, машките, женските. Уживам во скијачки скокови, уживам стварно, тоа е интересно. Да, интересно, да. Уживам во хокеј, уметничко лизгање гледам со мојата ќерка, да. Она почна сега тренинзи некој уметничко лизгање, така тоа следим. Да, тоа го споминавме и утринава со Или, го споминавме во неколку наврати тука со Цветанка која што е нели на челната позиција на тие спортови кај нас, дека навистина го имаме потенцијалот и кај младите и има интерес, меѓутоа условите
се тие кои што се. Условите. И на вистина треба можеби едно поле на кое што треба условите, ако сакаме ние да имаме врвни спортисти, ние мора да створиме услови. Значи не може ние да имаме уметничко лизење, немаме затворена сала. Не може да мине алпско скиење, ние сме имали центри најдобри во овој регион. Али некој пат се прашаш каде исчезна тие златни времиња? Значи, у моето време Попова, Шапка, Маврово важеа за едни од најдобри скијачки центри во овој регион. Значи, доаѓа бугарите го има тогаш Боровец само го има и Банско беше, ма Банско беше мал центар. Некој идеме во Банско апсолутно немаше ништо, значи чара, дури се качиме до горе немаше таа кабинка, го буткавме комето, значи ние заглувавме цело време. Мене Банско ми беше траума. Од детството стварно ми кажа, немаше продавници, немаше ништо во Банско. На ќумури мирисеше на сите страни. Да, сега Банско е светски центар. Банско важи за најуспешен центар, зашто нема аеродром, значи локацијата е преполна. Така да имавме, стварно кажам, многу ми е жал што се случи, али има насоки дека има, мислам, се случуваат некои работи. Кожов има инвеститор нов, таму ќе се рестартира центар, би требало на следниот период. Попова, Мавро има нов собственик, така да се надам дека ќе се променат работите. Во која состојба се во моментов дејаните скијачките центри, Попова, Шапка и Маврово како едни од најактуелните, или кај нас со години наназад? За Маврово се дозна за новото собствеништво, така? Да. Што се случува, каква е посетеноста, се работи како што треба, има ли... Па многу е рано да се каже, значи они го новиот собственик пред неколку месеци. Тешко е, мислам, ја бев на неколку пати во Маврово да скијам, значи тешко, инфраструктурно е тешко, значи збориме за инфраструктура, стари жичари, да, они пробуваат, сега менуваат ратарци има нови, но пак имате проблем со пристап, имате проблем со паркинг. И проблем е пристапот. Да, пристапот, паркингот, да. И релативно центарот е ниско, они произведува вешечки снег, па нагло се стопи, значи пак борба. Попова, Шапка е за жал, значи во лоша состојба. Значи таму мора да се инвестира комплетно, да се смени жичарите, да се постави вештачки снег. Значи инфраструктурно исто, вие не може да мислите да кај ќе ја паркирате колата. Никаде во свет не се случува да скиење да паркирате. Тоа да биде грижата сега. Грижата, ја да идам порано за да паркирам колата. Во Маврово ако не дојдете у првите 2 сата, се паркирате на километри и одите пешки. Мислам тоа го нема никаде. Сите се радуваме на Македонија 80% планинска земја, неискористени капацитети генерално, нели? Ама ајде ќе го споменеме уште малку тоа веднаш кога ќе говориме за скијачката федерација. Она што е интересно дека самата скијачка федерација од она што прочитав како податок на Македонија создаде најмногу олимпици во историјата. Да. Тоа е убав куриозитет кој што би сакал да го потенцираме. Па да, скијачката федерација во историјата на сите, од зимските и од летните спортови. Значи од почетокот Весна Доималговска, Алберил беше, мислам дека беше 94-та или лехам, не знам како беше. Значи имаме една година пауза, тоа е 92-та, извини, 94-та имаме пауза и од 98-та веќе секоја година ние имаме по 20 до 3 олимпици. Оваа година има рекордни четворица и ако Зоран Ивановски ја потвори нормата за параолимпијада, ќе имаме петорица. Што не е малку. Да, што не е малку. Ма тоа е, да кажеме, тоа е заслуга на целиот тој систем, на сите раководства претходно, да кажеме, на скијачката федерација, на сите клубови, спортисти и луѓе кои што се беа инволвирани во целиот тој процес, на такмичарите, тренерите. Значи стварно е тоа комплексна работа, вие да создадете, каже некој да олимпијада, они прво немаат велкарти, они имаат квоти, има смело со норма и со квота. За освоите вие мора постигнете резултати. Не може било кој да отиде на тај луѓе, ќе видат, знаете, ама вика нашите не победија. Да, нашите не победија, нашите според тоа позицијата, значи тоа е многу прецизно. Ако ние стартуваме со стартен број 90, значи нашето место, нашите бодови ние ги добиваме според резултати во изминатите неколку години. Нашето ниво на скијање е според тој број. Ние може да отиде напред 10-15 број. Значи ние сега во ситуацијава ние развиваме олимпици, наредна фаза е да почнеме да влиземе у топ, сме влегли нешко у топ 30, значи да видиме дали може да стигнеме до тој медал. За стигнеме до тој медал ни требаат поголем буџет и услови за тренинг. Да не може да се очекуваат чуда преку ноќ. Да, луѓето сега викаат Бразил освоил медал. Бразил не освои медал, Норвешка освои медал. Затоа што Бразил, напредувачот од Бразил беше до пред 2 години дел од Норвешката федерација. Да, он заради проблеми со спонзорство да се пребаци во бразилска и освои медал. Значи луѓето така гледаат или на ситуација како со Албанија и Албанија, да, со Лара Котури, да. Знаете, Албанија направи, а нема ниен скич центар. Тоа Италија го направи Лара Котури.
Не ја направи Албанија. Значи, онија има албанско потекло, заради недоразбирање со Италијанска федерација, се пребаци во Албанска федерација и она беше вчера у топ 3 у првото возење. Али за мене лично поголем успех е да имате вие на старт на било кој куп 100-200 деца, значи да имаме ние да го развиеме тој спорт, него да имаме ние купен надпреварувач, ќе така го кажам купен надпреварувач, а да немате на домашна трка ниту еден. Значи, работна е федерацијата е да го развива тој спорт. И се надам дека еден ден ќе доеме до некој стадиум да конкурираме, да кажеме, не може вие се борите со веле силите, со овие буџети и услови што ги имаме. Мора да бидеме реални со тоа. Значи, не може вие кога сега да кажеме ние баскет ќе играме у NBA. А ги имаме сите услови потребни да кажеме. Да, што спомена и Јана всушност на како рече повеќе од 200 дена во годината е надвор од 260 денови од земјава за да може да си даде инвестиција своја нели во од сите наши олимпици кои учествуваат на олимпиадите, ја мислам дека не знам немаат ни 1% тренинг во нашата земја. За да ние тренинг најбрзо ни е Бугарија, нордици јат во Бугарија, алпинците сите јат во Австрија. Например, Хрвати има друга предност, што викаат исто Хрватска го има сиема, нема центри, ама они имаат Австрија што е на час и половина, да. Што се вели. Нашиот тренинг изгледа, мислам и моето детство беше така, сега чувате во комби, се возите 15-20 сати, стигате таму. Да, ма тоа изискува енергија постојано да се вие нападате, да не знаете дека, односно знаете дека имате капацитети во сопствената земја и малку е тажно. Се надам дека ќе се променат тие работи. Пак ќе кажам да има некои знаци дека ќе се менува, дека се бараат инвеститори, поготово за попова шапка. Да. Доколку нас не се створат услови за тренинг, стварно и резултатите ќе ни бидат многу подобри. Да. Ние тоа кажавме, со оглед на тоа дека ако се инвестира, ќе се добијат, претпоставам дека може и поголема делегација во некои следни можеби зимски олимписки игри, со оглед на тоа дека годинава има веќе 4, што е повеќе од Србија, ако не грешам, која што има 3 годинава. Инаку според некои податоци, Словенија предничи од екс-југословенските приказни спортски со најмногу освоени медали на олимписките. Они секогаш имали, они имале култура и за спорт. Тука и Хрватска чинам дека да, Хрватска го направи тоа со Јаница и со Ивица Костелич, а словенците до секогаш го правеле тоа. Значи они имаат многу развиен систем, имаат услови за тренинг. Што значи развиен систем, Дејан? Развиен систем. Може правиме некоја споредба или паралела? Па имаше на сега текст читав зошто Норвешка има толку олимпици, а е помала, има помал се граѓање него што има Њујорк. Бидејќи културата што имаат они да учествуваат, да ги запишуваат своите деца во систем некој на спорт надпревари на многу високо ниво. Повеќе од 90% од децата во Норвешка се бават со некој спорт. Значи тоа е култура. Како must have, нешто што мора да го направи. Кога имате вие толкава масовност, може да ги најдете талентите. Ние во ситуацијата пробуваме да имаме некаква масовност, али скењето е скуп спорт. Значи ние првично имаме на каде што родителите може да си го дозволат тој спорт и од тој спорт кој што се спремни да го жртвуваат своето дете, своето детство, да кажеме, детството на своето дете за може да стане врвен такмичар. Во другите земји не е така. Норвешка е многу богата земја. За разлика и Словенија по висок стандард и многу луѓе се бават со спорт, али тоа што се случува во Словенија на пример, што се последните податоци, се помалци деца се бават со скијање. И тоа е голем проблем за сите земји. Да, во Словенија, да. Има многу помал процент на деца кои се бават со бидејќи скијањето е тежок спорт, децата малце ние одбираме да имаат полесен живот, да кажеме, и така да и они имаат проблем, поготово со нордиските дисциплини. И алпските скијачи исто им се случува. А во Норвешка е сосема нешто друго. Они се, значи имаат повисок стандард, многу повеќе се бават со спорт и може да го најдат баш вистинскиот талент. Претпоставам дека и комерцијална поддршка е многу поголема присутна. Да. Така што да. Дејан, ја споменавме пред малку Параолимпијадата, само пред да продолжиме за она што се случува во Македонија и што се случуваше или што ќе најавиме, кога можеме да очекуваме таа? Значи тоа е веднаш после Олимпијадата во Кортина. Март месец. Да. Ние би требало оваа нела веќе да знаеме дали имаме норма или немаме норма. Би требало да знаеме. Дејан, пред да одиме само уште за Мавровски меморијал и слично, некако зад камери ја начнавме темата. Многу голем дел од документарците кои што сме ги гледале со луѓе кои што се велесили во спортот, незадедно олимпици и така натаму, знаа да кажа дека некој пат си можел полесно да манипулираш апропо допинг тестови и така натаму. Денеска претпоставам дека тоа е многу поригорозно им од било кога. Си бил веројатно сведоци на такви приказни. По строги се правилата генерално?
Па секогаш биле строги, сега технологијата е многу напредната, така да значи нашите олимпици сите има да кажеме се контролирани во текот на целата година. За луѓето што не знаат, они имаат апликација каде што се проверуваат секој момент каде се наоѓаат, дали се на скење, дали се тука, така да тие допинг тестови се може да се направат на било која локација. Претходно не беше така, претходно се правеа пред самата олимпијада. Така да е многу пострикно него што е порано. Значи на апликацијата создаваш некаква своја историја. Историја кај се движиш, и во моментот можеш да примиш кај си. Значи, адресата пристигнува тие работи податоци? Да, значи ти само ставаш во локација. Локацијата ја денеска сум тука, ќе бидам тука до тогаш. И они може да додат и ти го направат тој тест. Така да е ригорозно да кажем, и ако ги избегнувате вие тестови, ако не доаѓате, како што деи со Бризи Џонсон пред 2 години се случило, на ги избегна три теста, мислам и доби суспензија. И дури да не отиде на тие тестови добивате суспензија. Али еве сега освои олимписко злато во спорт. Да. Интересно е што го кажа и вистина го посведочле многу олимпици, тоа сум го гледал и во нивни изјави дека практично 90% од нив некој пат и користеле некакви допинг тестови. Сега велиш ти добро знаат и да го маневрираат тоа календарски, нели, за да завршите тоа, да се исчисти што се вели телото, за да не се покаже можеби позитивен резултатот. Меѓутоа велиш дека и најголемите велесли кои што ги гледаме секој пат нешто имале како субститут дополна некаква за да ги направат тие маестрални. Сега не можеш да тврдиш, али кога ги видиш нивните перформанси малку се над човечки. Значи јас сум го поминал тој процес, сум тренирал стварно многу. Сме немале ние нутриционисти да кажем некој кој што толку се грижа. Денеска се будат со нутриционисти, да, цел ден им е. Да, али е, да, малце се со надчовечки перформанси се повеќето. Така да, али не ме можел сега никого да обвинувам, да, али изгледа така, мислам, вие да ги издржите тие брзини, тие свиоци, треба некој да се грижи за вас. Треба некој да се грижи, дури да е нешто што велиш како страно тело. Најважно ни е дека искрено се надевам дека можеби покрај сите обврски кои што ги имаш, нели, со Вертиго и со слично, тие овие 4 години даде апсолутно капка под во сите тие, да речам, календарски денови кои што се апропо скијачката федерација, и верувам и се надевам дека можеби ќе се гледаме повторно во некој следен мандат. Овој пат велиш дека 4 години завршија успешно, нели, како дел од федерацијата. Освен тоа што кажавме, да, создаде многу олимпици во историјата, меѓутоа ја започнав убаво годината. Мавровски меморијал, ке кажем, Алпски купи, велиш дека уште оваа недела имате уште исто така сноуборд надпревари. Па да, не, мислам, ја морам да кажам дека скијачката федерација мојот мандат ја наследи во исклучително тешка состојба. Мораше да се навратиме 4 години назад, значи финансиски проблеми, заостанати плати, нарушени односи помеѓу спортисти, што беше најголем проблем, клубови. Ние успеавме за 4 години да направиме на федерација која што е стварно стабилна, однос на буџет, однос на прерувачи, трки, го вративме Алпскиот куп за деца, Штрапланински куп 12 години го вративме Штрапланинскиот куп и беше многу тешко да го направиме. Значи морам да признам, бидејќи нема основни услови на Попова шапка, се напри тркала таков калибар, имавме критики за тоа дека како изгледа порано, како изгледа сега, ама тоа се од критики луѓе кои што не се качеле горе. Да. Значи не се качеле горе да видат состојбата каква е во Попова шапка. Така да направивме стварно многу оваа година, значи го имавме Мавровскиот меморијал, 62-и Мавровски меморијал, имавме Алпски куп за деца, имавме сноуборд првшиот викенд Попова шапка, во среди четврток на Копанки, во Перистер имаме меѓународна ФИС фристайл трка. Така да стварно федерацијата работи многу. Ќе кажам, ние сме федерација со повеќе вработени него ли, со помалку вработени него ли олимпици, да. И тоа особено сум горд да, пошто сите средства гледаме фокусот, имаме волонтери, значи, и тоа, значи, заслужени генералниот секретар Борче Јаневски, кој со стварно волонтерски работи овие 4 години заедно со мене, ми помага за морам да го пофалам него, без него не би можел да оваа федерација биде тоа што е денеска, како и сите клубови, извршниот одбор. Значи стварно се работи многу за да ги имаме ние четворица олимпијци, да имаме сите овие надпревари да ги организираме. Имаме ли интерес од младината, Дејан, еве за овие спортови? Споменавме и скијање, споменавме и сноуборд. Ние во некои наврати сме зборувале за популаризацијата на сноубордот кај нас и некако младите го сакаат, но пак се навраќаме нели на условите кои што тука ги имаме. Сега не зборувам за рекреативност, сега зборувам за професионално занимавање со скија, генерално со скијачките спортови. Па има некои спортови кои што има интерес, некои што нема. Например, за сноубордот интересот опаѓа, што ми е многу жал, ама тоа не е само кај нас, него и на светско ниво.
реално имаме големи... се враќаат на ски. Да, се враќаат на ски некако. Едно време па вистина доживеа една експанзија. Сега да. Јас после Солт Лейк Сити ја возев сноуборд. Ја не можев да скијам, ми беше досадно. И ја 8 години возев сноуборд. Стварно имаше експанзија, после се вратив на ски, али се случува нешто, се менува. Нордиското уште тешко да се најдат млади деца кои што сакаат да се бават со тој спорт, ама ние работиме многу. Го створивме брендот МК да ски, значи кој што и сте видели, има социјалните мрежи, имаме кампањи. Значи ние немавме бренд. Сега као што имаат Хрватија кроски, словенците словски, го создавме брендот МК да ски и имаме голем број на фоловери, кампањи, имаме кампања една од детски сон до Олимпијада, бидејќи пак да кажам, значи луѓето ако се бават со овие спортови, ние може да им створиме услови за да стигнат до таа Олимпијада. А за да створиме и значи шампиони, треба тука и да се инвестира и државата да застане да помогне да се рестартираат тие скијачки центри. Да, знаеш како незалудно беше избран едногласно од присутните клубови што нели пред 4 години и знам дека тоа особено значеше за твојот стил, за лидерството кој што го имаш и пак ја кажам со богатата биографија. Кој беше можеби тогаш најголемиот предизвик со што федерацијата можеби и ти го имаше под твое раководство и како го реши и се убиде можеби да ревидираш доста грешки од минатото па да ја поставиш сега скијачката федерација на... Спомена дека во тешка состојба. Па во ексклузивно тешка, значи да, најголемиот предизвик беше да се смират клубовите и надпреварувачите. Значи, иако до таа скијачка федерација беа поделени, кажам, на два табори, едни табори за едниот кандидат, вторите вториот. За да се избалансираат сите интереси на тренери, на клубови. Да, многу беше тешко. Многу беше тешко. Значи, морам да кажам, и многу сум горд дека стварно сега функционираме како една федерација, значи озбилна федерација, како што треба. Значи, ние имаме на старта го ги видите сликите, имаме да смеени 90 деца. Значи, за мене тоа е бесценето. Значи, има една фотографија искочи пред некој на попова шапка. Значи има една крупна фотографија каде што има деца кои што уживаат. Стварно се гледам како што било моето време. Моето време беше така, значи имавме трки копанки, имавме трки, значи крушево, имавме трки, значи се дружевме многу, имаше некоја енергија, имаше масовност. Тогаш исто имаше 150 отприлike деца. Сега се враќаме ако се пак ќе кажам многу обнова тие ски центри, стварно ќе имаме многу повеќе деца и поуспешна федерација. А кој е твојот најсилен олимписки спомен како спортист и вистина како влијаеше можеби на визијата и како претседател на федерацијата? Па видите, најубавиот дел од Олимпијадата е вака ќе опишеме отворањето на Олимписките игри. Значи тука има една еуфорија, има некој олимписки дух кој што не можеш да го купиш. Да, тоа е вела дека степен на екзалтација, возбуда, седите и да, тоа е најубавиот мотив. Сега после да ќе заврши отворањето, веќе доаѓа притисокот од настапот што го имате. Кај нас беше мојот настап, да, алпското скијање беше последниот ден, секогаш беше, сега е малце сменето, беше после 20 дена, да кажеме, и 26 дена. Така да најубавиот момент е отворањето на Олимписките игри. Вториот момент кога ќе завршите трката, да, кога мислам целиот тој ќе се ослободите и после имате затварање. Значи, али целиот тој процес да го чекате настапот е стварно стресен. Значи, стварно е стресен. Треба да работите на себе. Ние моето време, например, сега да имаме делегација која што е професионална. За жал, во мое време делегацијата беше оскудна. Не беше оскудна, него имавме представници од политички партии, можам да го кажам така. Значи тоа беше за жал беше порано така. Сега работите се сменети. Значи ја бев на Олимпијада без доктор. Значи тоа го нема никаде, не се случи. Без медицинска поддршка. Да, без медицинска поддршка во мене. Без Јана Николовска се повреди и ние немавме доктор кој ќе се згрижи за неа до амбуланта. Сега тие работи се променени. Сега иде професионален тим, што е, мислам, стварно, ќе кажам голем успех за луѓе ќе се смеат, ма стварно е голем успех. Ние слетувавме на мое време на Олимпијада и се разбегуваа сите шета Америка, шета Америка. Ние бевме мојот тренер кој што е починат Иван Лесевски и сега сакам да го најавам, значи мината година во негова чест го направивме Леци купот, тоа е меѓународно првенство за деца до 16 години, ова година ќе го правиме пак. Кога? Така да би требало да биде следниот викенд, бидејќи за жал кај Супер. Да, бидејќи за жал кај нас во моментов нема услови, ќе го направиме на Копоник. Така да тоа се случува и другите федерации го прават, доколку во својата матична земја немаат услови, го прават во околните земји. И таму ќе се прилепи на нивната меѓународна трка со цел да имаме повеќе надпреварувачи. Знаеш, ќе посакам федерацијата да работи на долгорочни стратегии за
не само привремен олимписки развој, затоа што претпоставам дека остануваш и ти со некоја визија прагматично дека можеби на следните зимски олимписки игри оваа бројка можеби ќе биде поголема. Се со цел ако се ревидираат, што велиш, ако се даде максимално поддршка можеби на создавање на логистика, на инфраструктура спортска кај нас, да искористиме оваа земја која што имаме географска. Така што се надевам дека искрено, ако и дај Боже да бидеш реизбран повторно, да можеме повторно да збориме за вакви Па се надам ја не само поголем број, него и резултати подобри. Пак ќе кажам, не се завршени овие игри. Да. Ја настапува во среда, оние имаме големи очекувања. Пред само еден месец он настапуваше во Австрија, покажа дека може да се носи рамо до рамо со најдобрите. Во едното возење победи Мари Богнер, кој е прв тим на Германија. Така да она е стварно исклучително талентиран такмичар кој што ние имаме големи очекувања. Сега има 19 години. Нејзиното време допрва доаѓа. Нејзиното време допрва доаѓа. А и не е само Олимпијада, значи имаме ние други првенства, се она освојува подиуми, значи стварно ние имаме сега подиуми во Австрија, имаме подиуми, значи Словенија имало на подиуми, стварно е квалитетен скијач. Али ни требаат уште, и повикувам сите родители кои што сакаат нивните деца еден ден да си ги видат на Олимпијада, дека може на веб страната на Македонска скијачка федерација има листа на клубови, значи може да ги контактираат, да ги проверат условите и да ги запишат своите деца. И еден ден да станат и они олимпици. Пошто реалноста дека може да станат олимпици, значи може да станат скијачката федерација, стварно е федерација која што константно произведува, можам да кажам, олимпици. Дејан, ти благодариме многу. Беше уживање разговорот, верувам и за гледачите, и убав е овој момент кога можеме вака во медиумите да зборуваме за спортови кои што треба да ги популаризираме и треба да зборуваме дека имаме до некаде, можеби условите се такви какви што се, но пред се треба од рана возраст децата да знаат дека постојат вакви можности и дека треба, ако сакаат да се занимаваат, барем да пробаат. Најдобро беше да те имаме во студио, затоа и инсистиравме да бидеш, ако може барем кога траат олимписките игри, таман во пресрет на последното можеби на преварување на нашата Јана, некако да ти имаме. Друго е да те слушне човек, некогаш сега може хубаво да се доживеат приказите од Дејан Пановски. Затоа рековме. Па да, различно е скроз. Значи, мене ми е многу интересно бидејќи мислам израснал во спорт и стварно правам се да го популаризирам, да кажеме, затоа што многу ми е драг, сум поминал на обавите години од својот живот, сум ги поминал таму и би сакал што повеќе деца да го почувствуваат тоа. Значи стварно имате спорт кој што ви учи, знаете, екипните спортови увек зависите од некој друг, дали мислам тоа што го учат овие деца е да зависат сами од себе и потоа во животот им помага многу, да. Благодарам уште еднаш и се надевам ќе се дружиме во некоја следна прилика за вака убави и интересни теми. Верувам дека уживавте во овој разговор кој што го посветивме и на Олимпијадата кој што во моментов се случува во Италија, но генерално и на условите и ситуацијата или спортовите скијачки кои што ги имаме во нашата земја.